Добре дојдовте во Cyberштит, подкастот што се снима како дел од истоимениот проект што го спроведува Фондација Метаморфозис. Моето име е Маријана Јанчевска-Угарковик и во следните 30 на минути ќе бидам со вас додека разговараме за една од најважните теми во дигиталната ера, а тоа се дигиталната безбедност и дигиталната хигиена. За овие теми и зошто се толку важни, ќе разговараме со денешната гостинка, експертка во полето на сајбербезбедност, Љубица Пендаровска-Крстевска. Љубица, здраво! Здраво! Вие имате импресивна кариера во полето на сајбербезбедноста, како и позиција на председателка на Women for Cyber North Macedonia. Може ли да ни раскажете малку повеќе за себе, за својата кариера, но и за организацијата? Ви благодарам, Маријана. Навистина ова се наметно уште поголема одговорност за она што ќе го кажам. Особено во овој виртуелен свет, оваа снимка можеби ќе се гледа по години и затоа со особено внимание треба да разговараме на овие теми за кои што ги посочивте. Инаку, јас сум дел од таа приказна наречена Women for Cyber North Macedonia. Ајде, условно кажано, една од главните виновнички што оваа приказна, како моја лична приказна, прерасна во една организација која што беше корона производ, меѓутоа ја преживеа и короната и продолжи понатака да се развија, можам да кажам сега со едно побрзо темпо. Споменав дека Women for Cyber Македонија е дел од една меѓународна приказна и како започна, сосема случајно, но најверојатно нема ништо случајно. Бев спикер, односно говорник на една конференција што се организираше од страна на DigiConnect, тоа беше летен универзитет на Европската Унија, во Брисел се организираше и по мојот настап, на кој што малку провокативно настапив од аспект на некој кој што доаѓа од земја што се уште не е членка на Европската Унија, но има доста да понуди на овие теми. Со мала провокација, потоа добив покана да формирам едно национално поглавје на оваа организација во нашата земја. И она што е битно и секогаш го споменуваме, дека успеавме благодарение на нашите лични напори и действување овде во Македонија, да ја формираме Women for Cyber Македонија како втор национален чаптер, веднаш по Шпанија, сега веќе има околу 30 чаптери на ниво на Европска Унија и на други земји во рамки на европскиот континент. И така таа приказна полека тргна и еве сега малку побрзо од тоа што тргнавме и од тоа што мислевме дека ќе одиме, меѓутоа реалноста ни кажа почекајте малку, треба да се етаблирате, треба да покажете нешто за да станете на некој начин фактор, некој кој што ќе биде повикан да говори за некоја тема, како што еве ние денес ќе зборуваме за сајбербезбедност, за дигитална писменост, за сајберхигиена, за тие многу скокотливи, би рекла, теми, не само сега, сигурно во годините што доаѓаат уште повеќе. Да, убаво рековте и самата дека можеби оваа епизода ќе се гледа и во наредните години, затоа што реално на интернетот ништо не се брише. Тоа е една од работите што, еве јас бидејќи мојата една потесна специјалност е заштитата на лични податоци и приватноста, веќе 15 и повеќе години. Тоа е она што секогаш го споменувам како прво нешто, како аларм, што секогаш една сијаличка во главата секој треба да ја има. Да. Значи, без оглед на тоа дали се работи во индивидуално својство, кога јас ги користам моите профили на социјалните мрежи, кога гостувам негде или кога работам во виртуелниот свет, бидејќи ги користиме сите тие алатки, сите тие системи, апликации и така натаму. Прво што треба да се запрашам е што ова значи за мојот личен идентитет како човек, што тоа значи за идентитетот, можеби за другите луѓе кои што јас и несвесно сум ги опфатила во рамките на мојот пост, мојата објава, видео, рил и така натаму. И на крајот на кришта што тоа значи за компанијата или за институцијата за која што работам. Затоа тоа е таа сијаличка која што секогаш ние не треба да станеме параноични, бидејќи како што и претходно зборувавме неформално, значи ако се надоврзаме и на некои други разговори поврзани со вештачката интелигенција, апсолутно не треба да станеме параноични и да не ги користиме тие и тоа како корисни алатки, меѓутоа мора да научиме како и мора да научиме да преиспитуваме. Да, и дигиталната писменост, да.
Значи, дигиталната писменост е она што според мене секогаш било важно од првиот момент кога се појавил интернетот, а да не зборуваме понатаму за сите овие напредоци последниве години, и тоа е она што ќе остане една приказна која што постојано треба да се надоградува, што нема почеток и крај. Тука сме ние од таа приказна постојано и затоа мора да бидеме, значи, и како организации кои што се посветени на тие прашања да работиме, но и како поединци секој во оној дел каде што действува. Бидејќи зборуваме и за вашата организација, односно организацијата на која што сте на позицијата председател, Women for Cyber, што всушност правите? Какви активности спроведувате за жените и како им помагате да го најдат своето место во целата таа приказна за сајбер безбедност? Па, ако забележите по самото име, ние сме Women for Cyber, значи нашето главно прашање е што жените можат да направат во сферата на сајбер безбедноста, како тие можат да допринесат за побезбеден сајбер живот, ние го нарекуваме, или сајбер штит, оно што вие го споменавте во рамките на најавата, и како можеме да допринесеме жената да се позиционира вистински во сајбер светот, значи на вистински позиции, за да може да го даде најдоброто од себе за оно што го нарекуваме општо добро, односно сајбер безбедноста генерално зборувано. Од тука нашата организација, која што е првенствено ориентирана на млади девојки и жени, што работат, учат во сферата на сајбер безбедноста во поширока смисла, не само во технолошка смисла, туку во една поширока правна, социолошка, културолошка и така натаму. И меѓутоа и оние жени кои што се двоумат или имаат некаков интерес да се вклучат во оваа многу интересна сфера. Но веднаш да кажам, ние не сме затворена организација, кај нас мажите се добре дојдени, бидејќи сметаме дека една од компонентите на кои што работиме како организација, свесноста, неминовно ни ја наметнува нас потребата да го вклучиме и машкиот фактор, ќе кажам, за да ни пред се да ја разбере потребата и нашата потреба како жени во сферата на сајбер безбедноста повеќе да бидеме вклучени, но исто така и да свати што е она што сајбер безбедноста генерално ќе го добие од повеќе жени во оваа сфера. Сега на што сме сконцентрирани? Значи, првенствено идејата е да се вмрежиме, а тоа значи најпрво да видиме во Македонија со каков капацитет на жени располагаме, бидејќи тоа досега не е направено. Тоа ќе помогне да се вмрежиме, односно да се поврзат жените, да ги имаме пред себе жените кои што работат во оваа сфера или имаат интерес. Потоа, увидовме од пракса дека она што е најбитно е со какви способности располагаат жените, бидејќи борбата условно кажано тука во најпозитивна смисла на зборот е да се надпреваруваме за позитивно, за добро, меѓутоа да се надпреваруваме со вештини. Тоа е она, ако ја наречам, ултимативна цел, која што во некое си идеално општество би ја постигнале. Од тука, активностите наши се насочени кон тоа да им понудиме преку нашата организација, преку различни проекти, можност на жените да стекнат вештини за кои што сме детектирале, односно самите жени ни кажале, имаме потреба од такви вештини. Со разни истражувања сме дошли до показатели каде жените во сајбер безбедноста им треба повеќе за да станат компетитивни на пазарот на трудот. И она што е исто така за нас битно е да најдеме начин како жените кои што ги има во образовната сфера, во технологијата и така натаму, меѓутоа некако се губат во оној дел од кариерата над 30 на години, 35 години, кога се посветуваат повеќе на мајчинството, на грижата за домот и така натаму. И тука паѓа учеството на жените во оној момент кога тие природно треба и да се реализираат во оваа сфера доколку сакаат, приватна, меѓутоа и да напредуваат професионално, бидејќи веќе имаат образование и искуство. Тука жените се губат. Значи, ако ги анализирате бројките, ќе видите дека има доста девојки кои што студираат и IT, и технолошки науки и така натаму. Меѓутоа, ако ги видите бројките за тоа колку жени има на повисоки одлучувачки позиции во сајбер сферата,
ќе се разбере дека тука е оној пат на учеството на жените. И затоа ние велиме, битката од една страна е да се обезбеди поголема поддршка и заложба на државата и на општеството за вклучување на повеќе жени, се најдат механизми, и тука е многу дискутабилно дали се тоа квоти и така натаму. Меѓутоа, другиот сегмент е преку вештини, преку проширување на вештините и знаењата, да ги направиме жените конкурентни и примамливи за компаниите да ги земат во своји рамки. Така што тоа е она што ние, значи, првенствено сме сконцентрирани на пружање на разни видови обуки кои што се сертифицирани, бидејќи тоа е многу битно во сферата на сајбер безбедноста, работите многу брзо се менуваат. И тука неформалното образование и сертификацијата е многу битна, да им го понудиме тоа, разни видови работилници во кои што тие ќе можат во пракса да го практикуваат тоа што би требало да го работат преку тие вештини, и секако паралелно кампањите за подигнување на јавната свест како една компонента, би рекла, која што секогаш провејува ни сите други активности на еден посуптилен начин. Може ли да ни споделите некои проекти или иницијативи од оваа област? Зборувавме за работилницата за дигитална форензика, па може и за тоа да ни кажете повеќе. Да, имаме доста активности, првенствено би ја споделила, особено интересна е програмата, тоа е во рамки на самата фондација, значи на европско ниво сите ние национални поглавја спроведуваме, имаме програма за млади сајбер амбасадорки, за кој што можам да кажам дека сум многу среќна бидејќи имаше огромен интерес. Не само интерес, многу квалитет на едно место, кој што покажа дека има не само квалитет, туку иницијативност. Тоа е она што исто така сакаме да го поттикнеме, значи иницијативност кај самите девојки и жени, интерес да направат и самите нешто повеќе, да променат проактивни. Да, значи тоа е она што го детектиравме кај младите девојки, бидејќи тоа е до 24 години. Таа програма имаме две извонредни, можам да кажам сега, млади сајбер амбасадорки кои што соработуваат во европски рамки. Претходно имавме, особено сум горда што под покровителство на британската амбасада и на две консултантски куќи од Велика Британија организиравме меѓународно сертифицирана обука за governance risk and compliance, значи за управување, законско согласеност, ризици и управување. И тука помина 25 жени, веќе имаме сертифицирано во таа област, и оно што последно го правевме и најсвежо, и можам да кажам, тоа беше skyrocketing за организацијата, е токму таа активност за 30 млади девојки, дигитална детективска авантура се викаше, значи буквално работилница во која што преку креирани лажни профили, преку користење, преку наведување и користење на разни алатки, девојките требаше да дојдат до крајната цел, односно во улога на дигитални детективки, да откријат за кој профил се работи, што се случува во позадината и така натаму, како дел од таа поширока програма за дигитална форензика, на која што се надоврза и вебинар, изготвени совети, односно една ајде да го наричам условно кажано упатство или приречник како да се однесуваат поврзано со дигиталната форензика. Значи, тоа е она што го имавме досега, и сега можам да најавам дека имаме, веќе сме во завршна фаза на започнување со Girls Club, значи клуб на девојки, кои што веќе имаме огромен интерес од младите, кои што ќе бидат моторот на еден начин хаб, преку кој што ќе ги движиме силите и ќе влијаеме врз свесноста во помладите кругови, односно кај младите девојки. Менторските програми се многу интересни, бидејќи ако отворите, ќе прочитате дека недостасуваат ментори, жени ментори, да речеме, кои што кај нас тоа природно произлегува од рол модели, значи идентификувани рол модели на жени кои што веќе постигнале одредено нешто во сферата на сајбер безбедноста, но исто така не само оние кои што дошле до нависоките позиции, туку и оние кои што не ги гледаме, не се толку експонирани, меѓутоа играат и тоа како значајна улога во сајбер безбедноста или одредена компонента во рамките на одредена компанија, институција и така натаму. Значи, сакаме да ги прикажеме и тие така наречени, ние ги нарекуваме скриени хероини,
и сакаме на некој начин да им одадеме почит, признание, но и да им покажеме на сите девојки дека ултимативната цел секогаш не мора да биде дека сите вие мора да бидете на врвот, не знам каде, во тоа за да бидете добри, ценати, да, туку едноставно да бидат создадени можности да си го пронајдете своето место, а ние некако да помогнеме во вашето насочување, да ви понудиме обука, да ве поврзаме со жени кои што нешто значат, нешто можат да дадат во таа сфера и секако и со мажи кои што значат во таа сфера, бидејќи факт е дека тоа таа синергија, јас секогаш ја нарекувам синергија, тоа е она што ни е потребно на сите. Многу интересни методи на споделување на знаењето и искуството користи организацијата. Менторство, работилници, вебинари, прирачници. Како што и сама кажавте, најголем дел од овие работи спаѓаат во неформално образование. Сметате ли дека формалното образование може да игра тука многу важна улога? Бидејќи сајбербезбедноста е поле кое што многу брзо се развива и сега додека се направи некој курикулум, па помине низ сите институции што треба да го одобрат, па да почне да се спроведува во училиштата или на факултетите, дали тоа веќе ќе биде застарена материја? Како треба да се пристапи на темава, а сепак да биде некако вметната во формалното образование? Апсолутно сте во право, Маријана. Тоа што го детектиравте, секогаш велам дека не може науката и законските решенија не можат да одат во исти чекор со технологијата. Технологијата е многу брза, ќе ги наречам оние болни умови уште побрзи, хакерите. Исто така, значи, многу е тешко да се надпреварувате со технологијата, со информацијата, тоа е многу тешко. Меѓутоа, потребно е формално образование, затоа што формалното образование, ева ако тргнеме од тоа да речеме сајбербезбедност или сите дигитални права или право на заштита на лични податоци, тоа се човекови права, значи уставно загарантирани, меѓународно загарантирани и заштитени човекови права. Да, само што сега се во нова средина. Во нова средина, да, значи само се менуваат алатките, начините, меѓутоа, или се појавуваат можеби некои дополнителни човекови прави, но тие не ги поништуваат оние кои што веќе постојат. Од тука формалното образование потребно секако. Тоа формално образование нормално мора да биде одраз на времето, не може да биде застарено, но не може да биде формалното образование толку во чекор со сите промени, но мора да ја даде основата. Или она што е кај нас, ги споминавме разните професии. Кај нас се уште немаме, зборуваме за сајбербезбедност, луѓе работат во сајбербезбедноста, но ако побарате во националната класификација на дејности, што е сајбербезбедност, кои се тие профили што работат сајбербезбедност, тоа се уште не е направено. Сега мислам дека тоа е нешто што е во тек. Меѓутоа, значи, тука треба да се надоградуваме. Затоа што мора да ги имате, за да имате курикулуми на универзитетите, за тие програми да бидат атрактивни и формално покриени, тоа мора да се значи мора да имате и кој ќе го работи тоа. Кој утре во еден конкурс за сајбербезбедност што ќе пишува, кој го работи тоа и какви квалификации се потребни. Веќе има програма за мастерс на Војната академија за сајбербезбедност и дигитална форензика, и тоа мислам дека успешна програма. И добро е прашањето, какво треба да биде формалното образование за да го подпомогне неформалното, бидејќи овој свет брз, свет на информација наспроти знаење, мора да се надополнува. Зошто? Информацијата да го движи светот, особено сега со вештачка интелигенција и така натаму, затоа што вие со еден клик добивате информација, со еден клик не можете да добиете знаење, затоа што треба проверите и така натаму. Меѓутоа, токму во тој контекст информацијата за да дигиталната писменост, за да можете да се подпрете на информацијата, мора да имате некакво знаење. Мора да имате некаква подлога, нешто подлабоко од само информација, затоа што имате милиарди информации. Во таа смисла сметам дека формалното образование не треба да се подпира само на самото себе, мора да ја прошири малку сликата. Да не се смета за бок на образованието, затоа што на знаењето, затоа што еве во светот во кој што јас работам, консултантството, па вие ако на секој 2 години не се сертифицирате, вие сте условно кажано мртов и неконкурентен. Значи,
формалното образование може би дури треба да го следи трендот на неформалното образование за да создаде добра подлога и за да биде атрактивно, да го наречам, бидејќи се повеќе релевантно. Апсолутно. Значи, формалното образование мора малку да биде ќе го наречам поигриво и да биде флексибилно, че да одговара на времето, приликите и барањата, затоа што оно што неформално пред да почнеме со снимањето го зборавме дека се намалува времето или вниманието што некој го посветува на читање материјали, на барање информации, на слушање. Значи, ако тоа се намалува, па како мислите дека со неинтересно образование, со неинтересен формат на образование, не зборуваме само за материјата, туку за начинот на пренесување. Токму така, значи за форматот, алатките што се користат. Како вие можете и за вештачката интелигенција? Па нормално постои, не од сега. Само што сега малку повеќе се користи. И не треба да се спречува да се користи, затоа што има многу позитивни страни. Меѓутоа, треба да се научи како и како тоа што ќе го зададете да биде, да има некаква реална основа и да е вистинито. Да, многу интересен осврт и навистина формалното и неформалното образование треба да си подадат рака, за ако сакаме да изградиме поединци кои што ќе бидат навистина релевантни и атрактивни во полето што ќе го изберат како професија. Во таа насока, што би им порачале на младите девојки кои што се заинтересирани за кариера во сајбербезбедноста? Тоа е, јас ќе го наречам интересно прашање, секогаш ми го поставуваат и секогаш се радувам што ми го поставуваат, бидејќи мојата перцепција со годините како работам во оваа сфера, ето сосема случајно, значи сајбербезбедност и сосема случајно жените во сајбербезбедност или не случајно, можеби времето ќе покаже. И кај мене се менува перцепцијата за тоа што е добро да се порача, а при тоа да не се изврши, да не се исплашат девојките, да не се изврши преголем притисок, истовремено да се мотивираат и да се инспирираат. Мотото, мое лично мото и на нашата организација е инспирира и дозволи си себе си да бидеш инспирирана, односно да бидеш инспириран. Зошто? Затоа што ние учиме, затоа што во ова наше денешно снимање јас од вас добив многу добра рефлексија која што ми помогне јас да осозна некои работи, јас можеби да ги гледам поинаку. И она што еве се наметнува како нужност, што ќе го споменам најпрво во тој контекст, е тоа што го имаме детектирано преку некои од нашите истражувања редовно кога правиме некаква активност со девојки или со жени, нашето прво прашање како за вас изгледа, портретирајте некој кој што работи во сферата на сајбербезбедноста. Во најголем број случаите, самите девојки или жени ќе одговорат. Тоа е машко, кој што носи наочари и кој што пред себе има неколку екрани. Значи, самата перцепција кај жените и девојките е дека тоа никако не е женско. Тоа значи, најпрво треба да направиме малку поатрактивна професијата. И затоа велиме, ова е мала шала на крај на нашиот разговор, тоа може да биде и некоја блондинка. Исто така носи наочари, затоа што јас се шигувам, затоа што не гледа добро надалеку. И затоа што има многу екрани пред неа. Меѓутоа, значи, тоа може да го прави, тоа е подеднакво атрактивно, а да не зборуваме колку може да биде корисно и полезно и за самата жена и во професионалниот свет, оваа сфера која што нуди апсолутно многу можности. Затоа, она што прво им препорачувам е за да се надминат тие стереотипи дури и кај самите нас, затоа што прво ние мораме се судираме ние на работилниците со интересни гледишта, кога на почеток на работилниците ќе прашаме што мислите дека е најголема, со каква препрека сте се соочиле за оние кои што работат во сајбербезбедност како жени, поради тоа што сте жени, а не се соочиле некој од мажите. И на почетокот е секогаш што па не можам да се сетам, немало такво нешто. Еднакви сме, исто работиме и добро. Кога ќе помине некое време, преку работилницата, преку примери, и на крајот велат,
Па да, јас дури не сум ни перцепирала некои работи дека не сме еднакви. Не велам дека сме дискриминирани, меѓутоа не сме, можеби и несвесно, не било тоа системски, намерно и така, меѓутоа не сме биле еднакви. Значи, тоа е она што треба предрасуди кон самите себе си и тие стереотипи и кон тие модели за сајбер безбедност треба да се обидеме и самите жени преку разни активности, да ги надминеме и да ја видиме добрата страна што можеме да добиеме од сајбер безбедноста и што е она што сајбер безбедноста, општеството генерално, сајбер светот може да го добие од нас. Јас секогаш велам, бидејќи сме сите различни, не се сите подеднакво мотивирани, не се сите подеднакво жилни, ајде условно кажано, да загризат јако. Меѓутоа, затоа велиме, имаме на нашите работилници, ги повикуваме тие што не знаат што е сајбер безбедност, не знаат дали сакаат, значи дали сакаат да се профилираат, дали може за нив да биде интересно, ги повикуваме да ни се вклучат. Кога ќе се вклучат и ќе видат жени, девојки кои што веќе го прават тоа, ќе споделат искуства, особено во неформалниот дел, значи во тие неформални муабети, ние ги нарекуваме мини сајбер разговори, тогаш осознаваат дека ајде, со мал чекор ќе се впуштам во тоа, па кој знае што носи денот. Значи, јас секогаш препорачам тие мали чекори, не мора секогаш да ги гледаме или ако ги гледаме моделите што се високо, не ги гледајте само тоа, обидете се да го видите патот преку кој што дошле до тоа. Тоа ќе ви биде водилка дека и вие можете да успеете, можете да пробате, не секогаш тоа значи дека ќе успеете. Јас во многу работи што сум пробала, не сум успеала. Сте пробале. Да, сте значи го направиле чекорот. Полека ќе си го најдете своето место по сонцето, ако е тоа сајбер сонцето, во ред, ако не, ќе откриете, значи нешто што не е за вас. Значи само чекор по чекор без турбуленции, не мора тоа да биде, не знам, урагани. Меѓутоа, чекор по чекор малку и може да дојдеме до онаа ситуација на крајева исто една шега што секогаш ја споделувам во едно интервју на почетокот ме праша како се чувствувате како жена во свет кој што е доминантно машки. Јас секогаш и се уште го чувствувам тоа така како јаготка на врвот на шлагот. Значи, така што треба, меѓутоа за тоа велам, чекор по чекор, можеби ќе откриете нешто што не сте го знаеле, а било скриено зад зависата, а било за вас. А можеби и не. Меѓутоа, без преголеми очекувања, но со одредена доза на ентузијазам, може да се приклучат на нашата организација, да ги погледнат на нашите активности и може би ќе откријат нешто што е за нив. Да, убаво е што го спомнавте ова, бидејќи дури и девојките и жените кои што се дел од вашите програми да не продолжат да работат во полето на сајбер безбедноста, сепак ќе имаат проширена свест, ќе знаат повеќе за тоа како да се заштитат себе си на интернет. А со тоа ќе делуваат и на нивните блиски, пријатели, фамилијата, кон градење на една поголема општествена свест за овие теми. Тоа се шири како бранови, значи ако имате еден мал круг и тоа продолжува понатаму и замислете до кои рамки може да стигне, несвесно. Јас кога велам, не сум секогаш свесна што како организација сме направиле. Меѓутоа, кога ќе ги ставиме, ќе направиме една рекапитулар и кога ја правевме годишната програма, кога направивме рекапитулар, само како бројки да споменаме дека околу 100 жени се сертифицирани, тоа делува, тоа е она што не прави, да, ние навистина нешто правиме, да, значи нешто во таа сфера правиме. Така што сите овие активности, меѓу кои што и ова наше денешно видео што го снимаме, голема благодарност до вас и до Метаморфозис, значи е дел од таа една, јас би рекла, заедничка програма, што имаме, можеби некогаш и несвесно, меѓутоа универзално сите ние што се бавиме со одреден аспект во оваа сфера. Се надополнуваме како мозаик. Ние во рамките на Cyber Штит проектот правевме и 3 работилници за граѓански организации кои што работат со маргинализирани групи. И во текот на тие 3 работилници обучевме околу 60 на представници на граѓански организации и она што беше особено интересно е што иако беше
истата тема, заради профилот на учесници, секогаш акцентот беше на нешто различно. Така што сајбер безбедноста е една многу голема, многу длабока тема која што ни дава различни слики, зависно од аголот што ќе го заземеме за да видиме што се крие внатре. Апсолутно, тоа е убаво кажавте, значи тоа е една широка лепеза, различен диапазон на профили, активности може да биде, меѓутоа целта на крај сите тие го даваат своето делче во мозаикот и се спојува, се добива една буквално еден мозаик, се добива една поширока слика од која што ако сме мудри, сите ние на крајот извлекуваме од тоа нешто што ќе го ставиме повторно во служба на она општа мисија или општо добро за кое што работиме. Така, и сите овие поединечни активности придонесуваат и ние како општество да сме многу поотпорни на сајбер заканите и да имаме зголемена сајбер безбедност. Да, тие се тие концентрични кругови кои што се пренесуваат од една насока во друга и кои што го дава тој амалгам на крајот, да речеме, ако направите ретроспектива како што секој би требало индивидуално да прави на претходните 5 години, па да видиме до каде сме условно кажано, може би треба да го менуваме правецот и така, може би сме отишли подалеку тоа што сме мислеле дека можеме. Истото и со делувањето во ова динамична сфера и во динамично време. Значи, времето не чека, времето е тоа, приликите се тие. Ние не сме креатори на нешто големо, меѓутоа го живееме големото. Значи, историски гледано, ова што нас сега ни се случува, оваа револуција, условно кажано, значи во информатичка смисла, технолошка и така натаму, е нешто што ќе се учи како историја. Ние го живееме и некогаш е потешко да одиш во чекор со тоа, затоа што... Кога си внатре. Да. Меѓутоа па имаш и прилика да делуваш, имаш прилика исто така да бидеш и да создадеш нешто што ќе биде дел од големата приказна. Љубица, многу ви благодарам за овој инспиративен разговор. Се надевам дека и на гледачите им беше интересно исто како што и мене ми беше интересно. Сајбер безбедноста се минува со секој ден. Она што беше актуелно и доволно вчера, денес може да биде недоволна заштита. Ви благодариме што не следевте, споделете оваа епизода со вашите колеги и пријатели и не заборавајте, знаењето е првата линија на одбрана.